Централен дневник на регионалната К1. Добро вечер. Со настаните од регионот, Македонија и светот одиме веднаш по кратките најави. Останете со нас. Џумајлија е интересна за земјоделците. Во тек е оглас за давање под концесија кој ќе трае до 9 идниот месец. 4 автомобили учествувале во сообраќајна несреќа која утринава се случи на автопатот Велес-Скопје кај на платната рампа од Овица. Туризмот гранка за развој на економијата во Демир Капија. Џумајлија е интересна за земјоделците. Во тек е оглас за давање под концесија на земјоделски обработлива површина. Истиот ќе трае до 9 октомври годинава. Околу 30 компании се заинтересирани за земјоделска површина која е поделена на 4 целини. Поволните услови кои во последниве неколку години се спроведуваат од страна на ресорните институции за земјоделие вродуваат со плод. Со политиките кои оваа влада ги спроведува во однос на субвенционирање во земјоделието и сточарството, полека ги враќа луѓето во оваа дејност која од ден на ден се повеќе се развива во руралните средини. Овде се отвара и можноста за извоз на странски пазари. Местната индустрија Микс Свети Николе веќе работи на исполнувањето на критериумите кои рускиот пазар ги бара со цел извоз на местни преработки во Русија. Со ова се отвара можност покрај овошјето и зеленчукот Македонија да извозува и местни производи. Во овој правец министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Михаил Цветков при вчерашната посета на Свети Николе информираше дека огласот за давање под концесија на земјоделскиот комбинат Џумајлија е во тек и ќе трае до 9 октомври годинава. За овој оглас има интерес. Околу 30 на компании се заинтересирани за земјоделска површина која е поделена на 4 целини. За секој е утврдена висина на инвестицијата, колку идниот закупец ќе треба да вложи, за што и за колкав период. Многу е како да кажам, поволно тука за овој крај, што меѓу другите услови во овој оглас е да секоја географска целина закупецот има обврска да вложи во одреден капацитет, така да во географска целина 1 треба да вложи 4 милиона евра минимум, додека во останатите 3 по 2 милиона евра. Од вкупната површина на Џумајлија, 4800 хектари, околу 200 до 300 хектари ќе се издвојат за ситни земјоделци. Инаку по Пелагонија, земјоделскиот комбинат беше еден од најголемите комбинати во минатото во Македонија. Министерот Цветков при вчерашната посета информираше, бидејќи на Овчеполието му е неопходна вода за наводнување на земјоделските површини, за 10 дена ќе биде објавен и конкурсот за избор на изведувач на браната Речани. Отворањето на нови работни места станува врвен приоритет. Владата на Република Македонија преку Агенцијата за вработување објави 2 нови огласи со кои се дава финансиска поддршка за самовработување и за отварање на нови работни места. Ова е една од повеќето мерки на владата, чија цел е зголемување на вработеноста и поттикнување на приватната инвестиција во бизнисот. Позитивните искуства и резултатите од реализацијата на овие мерки, кои што говорат дека досега токму преку нив се креирани и одржани како такви близу 5000 работни места, се најдобра гаранција за успешноста на проектот и мотив повеќе за сите заинтересирани субјекти да аплицираат. Тоа може да го направат на навистина едноставен начин. За првите 2 мерки кои што се однесуваат на самовработувањето се приложува барање до Агенцијата за вработување заедно со подготвен мини бизнис план, за кој што постои веќе образец кој што е прикачен на веб страната на Агенцијата, заедно со прирачникот како да биде пополнет тој бизнис план, додека пак за поддршката на правните субјекти, микро и малите предпријатија треба да поднесат само барање до Агенцијата во кое што изразуваат интенција да отворат нови работни места. Агенцијата ќе ги води транспарентно со совети и со информации низ целиот овој процес. Огласот трае до 21 септември и сите субјекти се добро дојдени да аплицираат. Сообраќајна несреќа на автопатот Велес-Скопје се судрија 4 автомобили. Од ударот повредени се 2 лица. По укажаната лекарска помош во општата болница во Велес, тие се пуштени на домашно лекување. Полицијата за причините на сообраќајката ќе информира по завршување на истрагата. Еден час делницата Велес-Скопје беше затворена за сообраќај.
4 автомобили учествуваа во сообраќајната несреќа која утринава околу 10 часот се случи на автопатот Велес-Скопје, непосредно пред наплатната рампа од Обица. Гледката страотна. 2 од автомобилите целосно уништени. Во сообраќајната несреќа интервенирала итната медицинска служба од Велес. Како последица на ударот, повредени се 2 лица. По укажаната прва медицинска помош, повредените пренесени се во градската болница. Од таму информираа дека на хируршкото оделение примени се пациентки на возраст од 24-37 години. Повредите наложувале детални анализи, но пациентките не биле во животна опасност, велат извори од болницата. Додека полицијата правеше увид, сообраќајот на автопатската делница беше во прекин. По целосно завршување на увидот, полицијата ќе испаднала со информација околу причините за сообраќајната несреќа, во која учествуваа Форд, Сеат Кордоба, Рено Меган и БМВ. Туризмот е една од водечките гранки за развој на локалната економија во Демиркапија. Општината преку проекти ќе привлекува туристи и посетители на популарната Демиркаписка клисура, пештерите и винариите. Општината наскоро планира да изгради етно село, но и неколку конаци. Градоначалникот Димитриев потенцира дека започна да функционира и Фондацијата за развој на туризмот Ценет. Туризмот во последниве неколку години представува клучна алатка за развој на општините во Македонија. Тие посебен акцент ставаат на проектите за негов развој, па така и општина Демиркапија. Локалната самоуправа преку различни проекти се труди да привлече туристи. Општината се наоѓа во предел кој изобилува со природна убавина. Демиркаписката клисура, пештерите и винариите се главна атракција за туристите. За туризмот, ако збориме, имаме неколку пештери. Тука е пештерата Бела вода, ако се слушнале. Исто имаме 2 други пештери, тоа е Горен и Долен Змејовец. Винарските визби, голема атракција имаат винарските визби. Попова Кула се маче да најде начин како да ги задржи тие кратки тури, например, на туристите кои идат во Демиркапија. Наскоро општината планира изградба на етно село, кое дополнително би допринело за поголем развој во туризмот. До него ќе се стигнува преку исклучување од новиот автопат Демиркапија Смоквица. Градоначалникот Димитриев напомена дека започна да функционира и Фондацијата за развој во туризмот Ценет. Министерството за економија дава ваучери за дообука на туристичките работници, фактички на куварите, келнерите, да кажеме, собарите, и се за во туризмот, за водичи во туризмот и така натаму. Во етно селото кое наскоро ќе биде дел од Демиркапија се планира да бидат изградени 10 објекти, меѓу кои неколку конаци и 5 најпознати винарски куќи од Македонија. Советот на општина Демиркапија на одржаната 21 седница го донесе предлог планот за заштита и спасување од природни непогоди. Советниците дадоа зелено светло во основното училиште Димче Ангелов Габерот да се формираат паралелки со помал број на ученици. На 21-та седница на Советот на општина Демиркапија донесен предлог план за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи за подрачјето на општина Демиркапија. Исто така донесена е одлуката за донесување урбанистички план во населено место за зона за спорт и рекреација во местноста викана Лагот и Куриите, катастарска општина Демиркапија. Советниците донесоа одлука за одобрување финансиски средства за финансирање на фондација Центар за едукација и вмрежување во туризмот Ценет. Донесено е предлог решение за давање согласност за формирање паралелки со помал број ученици во општинското основно училиште Димче Ангелов Габерот во Демиркапија во учебната 2015-2016 и предлог решение за давање согласност за формирање комбинирани паралелки во општинското основно училиште Димче Ангелов Габерот. Донесен е заклучок на годишната програма за работата на ова училиште за 2015-2016. Исто така, усвоен е годишниот извештај за истото училиште за учебната 2014-2015. 7 милиони денари вреди типизираното возило на јавното предпријатие Комуналец од Кавадарци. За своите потреби ова предпријатие досега има набавено 18 возила. Со набавката на новите возила се заокружува процесот на обнова и модернизација на возниот парк на комуналното предпријатие.
Јавното предпријатие Комуналец има ново возило. Станува збор за Канал Джет цистерна за одзатнување фекалии. Вредноста на возилото е околу 7 милиони денари. Директорот на Комуналец Илија Атанасов истакна дека планираат да набават уште 2 вакви возила, како и булдожер. Со ова ќе се заштедат значајни средства, затоа што отпушување на канализациони линии ќе може да врши самото предпријатие. Со цел подобра услуга за граѓаните, Комуналец доделува и канти за собирање смет. До сега имаме поделено некаде на околу 200 канти. Имаме нов тендер за набавка уште на 2000, до средината на 2016 акцијата ќе биде завршена 100%. Значи сите домаќинства, тоест иматели на куќи, овде не станува збор за зградите, значи сите иматели на куќи би добиле бесплатна канта. На промоцијата присуствуваше градоначалникот на општина Кавадарци Александар Панов. Тој истакна дека општина Кавадарци продолжува со донација на дел од возилата на други општини каде што им се потребни. Да тоа го продолжиме еве сега со уште едно барање на општина Росоман за донирање на смет, возило за износ на смет. И со тоа оние возила кои што се делумно оштетени, кои што се стари и извозени да ги донираме на некои помали рурални општини за кои што немаат или имаат многу малку. Панов вели дека со овие и други ангажмани, руралните општини кои имаат потреба и понатаму ќе добиваат бесплатно вакви и слични возила, а хаварисаните и неисправни машини и возила ќе се отпишат да се исчисти стопанскиот двор, а собраните средства да одат на синдикалната сметка. Основното училиште Петре Попарстов во село Богомила добива комплетно нов лик. Се реконструираат училниците и се врши промена на дотрајните стари врати и прозорци. Со ова се придонесува за поголема енергетска ефикасност на задоволство на учениците кои ќе учат во нова и чиста средина. Подобри услови за основците во училиштето во село Богомила. Во завршна фаза е реконструкцијата на просториите и промената на вратите и прозорите во училиштето. Завршната слика ќе биде одраз на современо и опремено училиште кое функционира во рурална средина. Старите училници се преградени со што учениците добија вкупно 8 простории каде ќе се образуваат и дружат. За 50 на ученици од ова село кои овде посетуваат настава, училиштето ќе представува модерно интелектуално катче. Инаку ова е од многу голема значење за учениците, иако овде во нашето училиште бројот на ученици не е многу голем, меѓутоа ние секој сметаме дека секој ученик заслужува да учи во здрава, убава, чиста и се разбира нова. Тоа многу ќе придонесе исто и кон заштита на енергија, затоа што до сега ние овде функционираме во ридско-планински терен, кај што е доста ладно, така да промената на овие прозори многу ќе придонесе и во заштита на топлинска енергија преку зимскиот период. Реконструкцијата се реализира преку проектот за меѓуетничка интеграција на УСИ-те со дополнителна финансиска поддршка од општина Чашка. Последен пат пред неколку години се вршеле градежни зафати во ова училиште, но недостигот на средства не дозволил да бидат опфатени и деловите кои се реконструираат сега. Социјалдемократскиот сојуз на пресконференција вчера излезе со обвинение за 3 општински основни училишта, дека се неодговорно управувани и се во лоша состојба. Директорите со деманти одговор на, како што велат тие, лажните обвинувања и невистини кои ги шири опозицијата. На вчерашната пресконференција Социјалдемократскиот сојуз излезе со обвинувања за неодговорно и несовесно работење на 3 општински основни училишта. Во своето излагање опозиционата партија се обидува да ја представи, како што велат тие, катастрофалната состојба во велешкото образование. Повторно украдени се 61 лаптоп од општинското основно училиште Свети Кирил и Методи. Исто како и во изминативе 3 години се случува истиот настан. Во објектот, каде се сместени училиштата, Јордан Хаджи Константинов Джинот и Благој Кирков, веќе 2 недели, откако е започната учебната година, не се исполнети најосновните услови за нормално одвивање на наставата. Нема вода. Под изговор дека заради реновирање на санитарните јазли, учениците и наставниците немаат елементарни услови за основна хигиена. Во внатрешниот централен дел на најголемото основно училиште Васил Главинов зјае
огромна необезбедена дупка, која е потенцијална опасност за сите, посебно за учениците. Училиштата со демант на изјавите на Социјалдемократскиот сојуз велат дека обвинувањата се лажни и неосновани. Од основното училиште Кирил и Методи велат дека се жртва на класична кражба, а така нареченото неодговорно работење го објаснуваат со обновена кровна и подна конструкција, модерна спортска сала и нов парен котел. Учебната година во основното училиште Благој Кирков пак започнала со комплетно реконструирани тоалети, со поставена нова водоводна мрежа и уреди за парно грејење. Со комплетно превземени заштитни мерки во училиштето Васил Главинов се гради лифт за лицата со посебни потреби. Се работи за класична кражба. Во истата, сите вработени ученици сме жртви на класично насилство. Жал ми е што вакви несакани и немили настани се користат за политичка пресметка и за лажни обвинувања. Им благодарам на СДСМ кои што ги промовираат нашите активности за комплетно реновирање на тоалетите во училишната зграда за учениците. Исто така и би ги запрашала зашто тоа претходно они не го направиле. Голема благодарност до СДСМ што ги испромовира нашите активности во процесот на подобрување на условите за учење во училиштето. Во училиштето, како што видовте, се гради лифт, кој што е за учениците со посебни образовни потреби, кој што им е од голема важност, затоа што во Васил Главинов има кабинетска настава, која што кабинетска настава се изведува во 60 кабинети, така да учениците шетаат од кабинет во кабинет. Директорите на трите училишта велат дека континуирано се подобруваат условите во образованието. Во изминатите неколку години, велат тие, реализирани се бројни проекти преку грантови добиени во соработка со локалната самоуправа. Се зголемува безбедноста на јавните површини и во училиштата во Велес. Се поставуваат видеокамери со цел 24-часовен надзор. Основното училиште Блаже Коневски е прво во кое камерите ќе снимаат. Безбедносни камери ќе се постават и на куќите на уметноста во Велес. Започна поставувањето на видеокамери за надзор на сите основни и средни училишта во градот, градинката Димче Мирчев, парковските површини, градскиот стадион и куќите на уметноста во градот. Целта е зголемување на безбедноста на учениците, како и зачувување на урбаната опрема, која честопати е цел на уништување од страна на несовесни граѓани. Во сите објекти ќе бидат поставени по 16 видеокамери. Целокупниот проект ќе чини 2 милиона, кој што е цена што е постигната на јавно надавање, каде што имаше две фирми што се надаваа на таа позитивна аукција. Рокот на изведба е месец дена за целокупниот овој проект што треба да се заврши во наредниот месец. Со тоа уште едно ќе допринесеме кон побезбедно одвивање на целокупната настава во училиштата, меѓутоа и безбедност на самите паркови. Видеонадзорите ќе бидат во училиштата кај директорите, додека за парковите ќе бидат стационирани во пожарната. Градоначалникот истакна дека ќе бидат запазени законите и ќе се почитуваат правилата за чување на материјалите. Поставувањето на видеонадзорот започна во основното училиште Блаже Коневски. Зголемување на безбедноста на учениците во училиштето и намалување на лицата несакани посетители на училиштето кои го загрозуваат работата на училиштето. Значи токму со овој проект мислиме дека тоа во многу ќе се намали, ќе подобри целата ситуација во однос на нормално одвивање на наставата во училиштето. Досега учениците беа обезбедувани од страна на агенции за обезбедување. Дали физичкото обезбедување ќе остане во училиштата, ќе одлучат родителите на учениците, затоа што токму тие ги финансираат. Шестилјади мигранти во текот на вчерашниот ден транзитирале низ Македонија. Нова странска инвестиција во технолошко-индустриската развојна зона Скопје. Джонсон Мети е единствената компанија од Македонија меѓу 500 најголеми во Централна Европа.
Со приходи од 927,5 милиони евра лани, Джонсон Мет е единствената компанија од Македонија која оваа година е рангирана на листата на 500 најголеми компании во Централна Европа. На рангирањето кое е направено врз база на вкупните приходи кои ги оствариле компаниите од 15 држави во 2014 година, Джонсон Мет е на 214-та позиција. Компанијата во однос на минатата година забележува скок на листата од 159 места. За една година компанијата ги зголеми приходите за 48,9% и ја заврши годината со добивка од 56 милиони евра. Од останатите земји во регионот најмногу компании меѓу топ 500 има од Словенија и тоа дури 20, од Хрватска 12, од Бугарија 8, од Србија 6 и од Босна и Херцеговина 4 компании. Лидер на листата со најмногу компании меѓу најголемите е Полска и тоа со дури 170. Исто како и лани листата ја предводи полскиот енергетски гигант ПКН Орлен со приходи од 25,5 милиарди евра. Шестилјади мигранти во текот на вчерашниот ден транзитирале низ Македонија. Оваа бројка е проценка на сите чинители вклучени во справувањето со бегалската криза, присутни во прифатниот камп во Гевгелија, информираше МИА. Од железничката станица пак информираа дека од платформата кај кампот вчера кон Табановце заминале 5 специјални воза со околу 3300 мигранти, а утрово замина и првиот денешен воз кон Табановце со околу 600 мигранти. Од железничката потврдија дека денеска се подготвени да одговорат на барањата од кампот со уште специјални возови кои се подготвени и чекаат на повик. Вчера голем дел од мигрантите се превезуваа со автобуси и такси возила кон Табановце, а тоа е случај утрово. Околу 30 на автобуси и такси возила ги чекаат мигрантите на мостот кај Сува река и оттаму ги превезуваат кон северната граница. Голем дел од нив веќе заминаа на пат да превезат мигранти. Превозот е добро организиран и барем засега се одвива без потешкотии. Според напливот на мигрантите во прифатниот камп се очекува и денеска низ нашава земја да транзитираат околу 6000 мигранти. Уште една нова странска инвестиција во технолошко-индустриската развојна зона Скопје. Италијанската МакДија која вчера ги отвори вратите е 7-та поред компанија во Тирс. 10 милиони евра инвестираше во дечката компанија во дигиталната печатарска индустрија МакДија и во неа ќе се вработат 200 лица. Премиерот Никола Груевски истакна дека бранот на инвестиции во Македонија продолжува, а технолошко-индустриските развојни зони се пример како од ништо може да се направи многу фабрики. Потенцираше дека преку МакДија директно ќе се зголеми извозот, бидејќи оваа компанија ќе ги пласира своите производи во Источна Европа, Турција, Северна Африка и Персиски залив. Новите фабрики се нашиот најголем промотор, рече Груевски, и додаде дека Македонија и понатаму останува добар домакин. Уапсени 5 албанци со 120 килограми кокаин во Холандија. Голем пожар во Феникс, Аризона, зафати индустријски објекти. Поплави во Јапонија. Индустријски објекти ги зафати голем пожар во Феникс, Аризона. Во нив имало опасен материјал пошто се случиле експлозии. Населението од ова подрачје било евакуирано. Причината за пожарот засега е непозната, но огнот ја зафатил локалната фабрика за катран. Пожарникарите наведуваат дека повеќе резервоари биле уништени, а најмалку 3 експлодирале. Во овој дел од земјата се откажани сите авионски летови. Пожарникарите евакуирале околу 100 луѓе од блиските фирми, на кои им е препорачано да се оддалечат од подрачјето зафатено од пожарот. Во гаснењето на огнената стихија учествувале 50 мина пожарникари, а соопштено е дека на местото на инцидентот се ослободени најмалку 20 опасни материи. Уапсени се 5 мина албански државјани во пристаништето во Ротердам. Холандската полиција пронашла 120 килограми кокаин кои тие имале намера да го прошверцуваат. Уапсените се на возраст од 27 до 43 години. Еден од нив се обидел да избега, но бил каснат од полициско куче трагач на дрога. Дрогата била скриена во ранци, кои биле ставени во контејнер со банани. Прво биле откриени 85 килограми, но по втората контрола во контејнерот, полицијата го открила и останатото количество кокаин, чија вредност се проценува на 4 милиони евра.
Според полицијата, дрогата пристигнала од Еквадор. Холандските медиуми, на кои се повикува порталот Албеу, наведуваат дека истата веднаш била уништена. Драматична е состојбата во Џоса, град на север од Токио, Јапонија. Повеќе од 100.000 луѓе ги напуштија своите домови откако порујни дождови предизвикаа поплави или изгање на земјиштето. Градот е целосно поплавен откако реката Кинугава се излеа од своето корито по обилните врнежи, а големи количини вода стигнаа во градот Јосо, северно од Токио. Наредено е излекување на 110.000 лица, каде хеликоптери спасуваат луѓе од покриви. Најмалку 7 луѓе се исчезнати, а 17 се повредени. Дождовите се случија веднаш по тропската бура Етау, која се прошири низ централна Јапонија. Македонските кошаркари загубија и од Словенија. Вардар против Турново се враќа во националната арена Филип II. Започнаа подготовките за Суперкупот во Скопје во 2017. Домашен спорт. Репрезентацијата на Македонија ги заврши настапите на Европското првенство во кошарка, откако во клучниот меч во рамки на петото коло од групата Ц загуби од репрезентацијата на Словенија со 62:51. Сонот за Лил заврши уште во првите 5 минути, кога Словенија обезбеди водство од 17:5. Нашите кошаркари имаа голем проблем во реализацијата. 4 минути беа без постигнат кош. До крајот на првиот период резултатот изнесуваше 24:10, благодарение на одличната реализација на словенците кои имаа ефикасност од 67%, наспроти нашите 19%. Во вториот период, во кој во првите 5 минути паднаа само 4 поени, Македонија направи серија од 0:4, а потоа Словенија ги постигна своите први поени во 6-та минута од вториот дел за 26:16. Во текот на надпреварот Македонија се доближи на 29:24 и имаше шанса да ја намали негативата уште повеќе, но на спротивната страна словенците поентираа за на полувреме резултатот да биде 31:24. Последниот период на средбата во кој двете екипи го намалија темпото на игра заврши со конечен резултат 62:51. Најефикасен кошаркар во составот на Македонија беше Владо Илиевски, кој постигна 15 поени. Втор стрелец беше Предраг Самарџиски со 10 постигнати поени. Кај Словенија корпулентниот Зоран Драгик беше стрелец на 20 поени. Екипата на Вардар се враќа за дуелот од честото коло во првата македонска фудбалска лига. По надпреварите против Младост Царевдвор и Металург на стадионот во Ѓорче Петров, црвено-црните својот дуел против Хоризонт Турново ќе го играат на националната арена Филип II. Надпреварот ќе се одигра на 13 септември со почеток во 16 часот. Во истиот термин ќе се одиграат уште 3 надпревари од ова коло: Металург Брегалница, Младост Царевдвор Силекс и Шкупи со Работнички. На 14 септември во 16 часот на стадионот во Чаир ќе се одигра тетовското дерби меѓу Шкендија и Ренова. Делегација на УЕФА беше во Скопје на квалификацијскиот меч на Македонија со Шпанија, на кој ги виде сите капацитети за организација на големиот настан Суперкупот што ќе се одржи во Скопје во 2017. На состанокот во Фудбалската федерација на Македонија, УЕФА имаше состанок со генералниот секретар на федерацијата Филип Поповски, менаџерот на ТАФ аеродроми и представник на националната арена Филип II, каде што ќе се игра мечот. На состанокот беше објаснета рамката за планирање и организација на Суперкупот,
како и временската рамка за имплементација на проектот. Генералниот секретар на ФФМ Филип Поповски најави дека веќе во фаза е составување на работна група во која ќе бидат вклучени сите представници на ФФМ, на град Скопје, на Националната арена и на владата на Република Македонија. Тој смета дека овој надпревар е многу важен од аспект на напредување на целокупната инфраструктура на Националната арена од сите аспекти, но тоа што е уште поважно е фактот дека Скопје ќе биде на мапата на фудбалска Европа. Главна цел е да покажеме дека сме зрели и подготвени за организација на надпревар од ваков ранг и повторно да се покажеме како добри домаќини, вели Поповски. Мертнес останува во напали до 2020 година. Федерер успеа да се пласира во полуфиналето каде ќе игра против Варвинка. Трансферот на Роналдо вреди милиарда евра. Меѓународен спорт. Белгискиот интернационалец Дрис Мертенс останува верен на калчулигаш од Наполи до 2020 година. Откако беше обелоденето во летниот преоден рок дека тој нема да ги смени клупските бои, иако за него беа заинтересирани премиер-лигашите Тотенхем и Саутемптон, управата на наполетанците му понуди продолжување на договорот на уште 2 години. Подпишувањето на договорот е во завршна фаза и се очекува во најскоро време да биде обелоденето неговото официјализирање. Мертенс има актуелен договор до завршување на сезоната во 2018 година. Крилниот играч пристигна во Наполи во 2013 година од ПСВ Ајдховен со сума од 9,5 милиони евра. Тој сепак реши да остане верен на Наполи. Вториот носител на US Open, Рожер Федерер, успеа да се пласира во полуфиналето каде ќе игра против Стан Вавринка. И двајцата швајцарци немаа тешка работа за пласманот во полуфиналето. Федерер на Ришар Гаске му препушти 7 гема, додека Вавринка загуби 8. Во женските четвртфинални мечеви беше присутна поголема неизвестност и мечевите беа решени во 3 сета. Втората носителка Симона Халеп ја победи Викторија Азаренка, додека Флавија Пенета беше поуспешна од Петра Квитова. Председателот на Реал Мадрид Флорентино Перес им порача на клубовите кои се сериозни во намерата да го купат официјално недобриот светски фудбалер Кристијано Роналдо дека ќе мора да платат оштета од милиарда евра. Во секој трансфер период се спомнува како некој богат клуб од Европа е сериозно заинтересиран за услугите на Роналдо, но кралскиот клуб не сака да чуе да го продаде. Во последен период се спомнува ПСЖ и неговите богати шеици, но и тогаш Реал остана рамнодушен на петродоларите. Перес вели дека ако ПСЖ сака да го купи Роналдо, ќе мора да издвои милиарда евра. Тој најави дека нема да го продаде Роналдо во 2016 година, бидејќи тој има потпишано договор уште 3 години. Денеска времето облачно и врнежливо. Слично време не очекува и утре. Еве ги деталите. Благодарам што бевте со нас. Останете и понатаму со нашата програма.